Здраво на сите, дојдовте во моето ново видео. Традиционално и овој пат за последен пат ја коментираме последната сезона на Squid Game. Крај веќе нема, односно пред американците нели да ја земат сега да упропастат онака начисно. На самиот почеток треба да напоменам дека ова видео ќе има спойлери и те какви спойлери, така што ако не ти е нешто догледано, пред да излезе стави лайк на видеото, па излези и врати се тука кога ќе изгледа, затоа што се ќе кажам. Ова видео ќе биде како и претходните, каде што јас копав по интернет за да најдам што е можно повеќе онакви работи што не би ги приметил ти на своето прво гледање, што за онака поскриени обичен човек онака не би ги приметил, туку се онака треба малце да расчапкаш по интернет и да дознаеш. И се мислам се на почетокот дали да дам мислење за сезоната. Искрено на прво гледање кога ја завршив сакав да дадам оцена 4 од 10 на последната сезона. Сега кога размислувам онака, кога го раздлабочувам малце повеќе, па како подобро да завршеше, а да имаше тоа смисла. Некако и не ми е типичен онака за среќен крај кога он останува жив, доброто победува, сите се затвараат игрите за секогаш, сите кривци позади решетки, ваквото го сепак се излече некоја си таму под лабока порака, за која исто така ќе зборуваме во една од ставките од видео, така да. Пишете вие коментари како ви се свиеше последната сезона, баш ме интересира да прочитам ваши мислења. Дајте ми ваша оцена во коментари за сезоната. Почнуваме. На почетокот на сезоната имаме сцена во која Гихан им се дере на чуварите и сака да го убијат, и се тоа се случува додека фронтменот ги гледа камерите. Но тоа што е тука чудно е дека во сезона 2 на крајот играчот 120 ги уништи камерите, а новата сцена во новата сезона технички се случува на истиот тој ден. Така да не може да има камери што работат во таа соба воопшто, и сега или треба да предпоставиме дека некако магично у 2 минути одма после тоа ги наместиле демек одма пак камерите, или е само грешка на која заборавиле, најверојатно грешка. Во првата епизода играчите во ходниците ги наоѓаат своите соиграчи закачени, оние што учествува во побуната. Сега тоа што е интересно е дека меѓу нив е бројот 001. Од овој агол не се гледа првата бројка, ама од овој другиот се гледа. Овој број беше на фронтменот кога играше во сезона 2. Тоа значи дека земал тело на рандом играч и го облекол како него за сите да мисла дека е елиминиран. Ама како тогаш Гихан не го позна воопшто. Беше присутен и кога не знаеше кој е фронтменот, тој му беше најдобар другар, а сега пред него виси 001 со скроз друго тело, а во тој момент после побуната нема појма што се случило со него. Да го видеше тоа тука, тоа ќе сменеше се. Единствено може да го објасниме дека не приметил ништо само поради тоа што беше префокусиран на Дајхо цело време. Кога чуварката број 11 ги наоѓа документите на играчите, лево можеме да видиме еден чуден фолдер. Преводот на ова што го пишува е црна листа на играчи. Можеме да претпоставиме дека тука има документи од луѓе чие учество во игрите им е забрането. Би било интересно да знаеме за какви типови на луѓе се работи што им е забрането учеството, ама никош нема да знаеме. Во куќата на капетанот Парк наоѓаме слика од него со рекрутерот, но на секунда можеме да видиме и слика од капетанот со фронтменот, иако не се фокусира на таа слика, зашто овој што ја најде сликата веќе не ни знае кој е фронтменот. На сликата гледаме дека имале тие меѓу себе фино пријателство и има смисла зашто пред да умре капетанот му се заблагодари пак на фронтменот и рече дека требало одамна да умре, ама бил спасен од него. Така да меѓу овие двајци има важна приказна што никогаш не ни е кажана. Исто тука во куќата на капетанот ја наоѓаме неговата униформа од тигрите. Тоа што тука е важно, а можеби не го приметивте, е дека знакот е коцка. Во хиерархијата на организацијата, коцките се најголемиот ранг на чувари и се веднаш под фронтменот и неговиот помошник, оној црниот со коцка. Така сваќаме зашто капетанот ја имаше таа важна мисија да го надгледува полицаецот, затоа што коцките се единствените што имаат директен контакт со фронтменот и им се верува. Една од поголемите грешки ова сезона, пред жмурката во лавиринтот, Намју го зафркава Минсу за смртта на неговата другарка. Намју кажува дека е елиминирал поради тоа што таа него го вреѓала. Но тоа е чудно, бидејќи ние во сезона 2 никогаш не видовме таа да го задева него на било каков начин. Никогаш. Но овој муабет потекнува од една сцена од сезона 2 што е целосно избришана и ние никогаш ја немаме видено. Во играта кога беа врзани неколку луѓе, Намју требаше да ја сврти таа вртумушката, ама упорно не успеваше, и тука има сцена што ја знаеме од позади камерите
последните видео, каде Семи му се дере и го влече поради тоа што целосно утнува цело време. А да не ни ова видео случајно од пазари камерите, ние воопшто не би знаеле за тоа и останува целосна дупка во приказот. Кога почнува жмурката во лавиринтот, Намју зима една од таблетите на Танос и изговара ајде да елиминираме пола популација. Што е истото што Марвеловиот Танос го изговара во Avengers, што и тука во серијата беше прикладно, затоа што целта на играта беше пола да се елиминираат. Во епизода 4 ги гледаме VIP соблечени како чувари и елиминираат играчи. Ова е нешто ново за нив и му заблагодаруваат на фронтменот што им дава да учествуваат. Оваа идеја доаѓа од стариот, кој во првата сезона учествува во игрите и во тоа време му кажа на сегашниот фронтмен дека најдобриот начин да уживаш во игрите е да ги играш самиот. Јасно е дека го послуша со тоа што играше во втората сезона и сега во третата им даде и на VIP да играат на некој начин. Пред полуфиналето, на играчите им е дадено да јадат само компир. Сосема различно од првиот оброк што го добија, каде што имаа полна чинија со храна. Ова е класична техника на организацијата. На почетокот им даваат многу храна на играчите за да бидат среќни, да им е добро и да продолжат да играат, потоа им крадат храна цело време за да бидат нервозни и да се тепаат меѓу себе. Така беше и во првата сезона, на почетокот имаат цел оброк, на крај добија само едно варено јајце, па играчот 101 почна да краде храна од други и дури утепа еден човек. Во оваа сезона го имавме тој тажен момент, мајката да се обеси поради тоа што не можеше да се носи со тоа што Сини беше елиминиран од Нейз. Оваа трагедија е многу слична на таа од првата сезона, каде што имавме пар маж и жена, па мажот мораше да елиминира жената во играта со џамлиите. Таа трагедија заврши идентично како и оваа сега, со бесење на креветите. Пред големото финале, можеме да видиме чудни букви во собата на играчите и баш се прашував што значат. Пишува Ходие Михи Крастиби, што на латински значи денес сум јас, утре си ти, што е прикладно за игра, зашто буквално една игра денес е едниот, утре и тој другиот што му накостил на другиот и воопшто во животот важи, така да прикладно е тоа цело време да го читаат во собата. Кога играчите влегуваат во последната игра, пак има знак што не знаеме што значи. Тука на корејски ја пишува фразата safety first, безбедноста на прво место. Ова читав дека на секое градилиште онака во Кореја секогаш на секаде било напишано ова вака со огромни букви safety first. На овој начин ги исмеваат играчите затоа што каков safety first во оваа игра. Во последната епизода во паркот имаме камео од некој многу посебен. Овој сликар во позадина е креаторот на Squid Game, Хванг Донг Хјук. Ако добро го читам. Обожавам вакви работи што нема шанси вака како гледаш да ги препознаеш, освен ако не ги најдеш вака на интернет. Серијата завршува така што ја гледаме Кейт Бланшет како нов рекрутер и игра Дакџи со бездомник. Тогаш ние знаеме дека се наоѓаме во Америка, каде што фронтменот дојде по ќерката на Гихан и сите по интернетот збеснаа како ова нема логика. Американци никогаш не играле Дакџи како деца. Но ова стана толку претпознатливо за Squid Game што сега не очекува една цела American Squid Game серија, што сум многу скептичен како ќе помине. Најчесто кога прават вакви работи само поради тоа да се продолжи, да се полни кесето, најчесто мислам дека во 95% од случаевите испаѓа лошо и префорсирано, непотребно, ама нормално ќе дадеме шанса, нормално сите ќе гледаме кога пак искочи, така што еве да се молиме дека овој пат ќе биде добро. Со месеци на интернет кружеше теорија дека Гихан ќе стане следниот фронтмен и искрено не беше толку далеко од вистината, бидејќи на некој начин тоа му беше понудено. Фронтменот го викна во канцеларија да му даде нож и да се обиде да го корумпира и видовме дека истото тоа го направил и стариот, пошто новиот фронтмен стана фронтмен, па сигурно тоа беше и неговата идеја сега, само што Гихан не прифати и сепак одлучи добрината на човекот да победи. Дали ќе има сезона 4 Squid Game? Не. Тоа е јасно кажано од креаторот на Squid Game, но исто така е кажано дека после ова не очекува спин-офс за да продолжат да си прават пари. Првиот спин-оф е најверојатно баш американскиот Squid Game, што беше како главна најава на крајот на серијата, а штом се спомнати во множина, сигурно се планираат и други, не знам, мене ми текнува дека можеби е добро да направат спин-оф за како овој последниот фронтмен играл во неговите игри, или може да се фатат за било кој друг карактер, ама не знам. Најверојатно има многу опции. Креаторот на Squid Game беше прашан што значат последните зборови на Гихан. Не сме коњи, ние сме луѓе, луѓето се. 3 точки. И остана недокажан и така иначе буквално се вика последната епизода, името на епизодата е Humans Are.
3 точки. Креаторот рече дека идејата е да се испрати порака на човештвото, но пораката не може да е едноставна. Гихан не ја завршува реченицата затоа што луѓето се комплексни, па би било лошо да се дефинираат луѓето во еден збор. Целта е ние како гледачи да ја завршиме реченицата со се тоа што ние научивме додека ја гледавме. Низ сите 3 сезони ние ги видовме сите лица на човештвото, од најдобрите до најлошите. Видовме одмазда, амбиција и зло, но видовме и надеж преку бебето. Креаторот сакал сите овие емоции да кулминираат во фразата на Гихан, за сите да си имаме свој одговор. Луѓето се што? Тој ми се свиѓа мене за крајот. На почетокот онака бев бесен, бев разочаран, но кога ќе го размислиш вака подлабоко, сепак има серијата е на малку друга тежина, што сепак и не е толку лош крајот. И последно нешто за ова видео. Во истото интервју креаторот на Squid Game раскажа и за искуството за снимањето со Кейт Бланшет, иначе јас ја обожавам и бев шокиран дека Кейт Бланшет во Squid Game некако не ми припаѓа таму и најмногу поради нејзе имам доверба дека тоа може да биде добра, а не врска. Обично кога сме гледале онакви, знаеш, прават некои филмови каде што ќе ти натрупаат 20 познати актери и пак може да биде лошо. Така да тоа не значи ништо. Ама, тоа што сакам да го кажам, имале договорено таа претходно да вежба и да игра дакџи, но поради поклопување со нејзиниот распоред не вежбале никогаш. Во текот на снимањето не можела ниту еднаш да го преврти дакџито на другата страна, што се мава не успела да го преврти нејзиното никогаш. Сакале да се откажат целосно од сцената и баш кога последен пат пробувале, успела да го преврти и имале само еден таков тейк кај што се превртува и насмевката нејзина што ја гледаме на крајот е буквално моментот кога се смее затоа што конечно успеала да го преврти и тоа завршило во финалната монтажа што го гледавме ние. Толку за ова видео, толку за Squid Game во глобала. Squid Game тука завршува. Единствено што понатака ќе има од мене за Squid Game понатака ќе биде кога би излегла нова серија, што може да почекаме и ко минимум 2 години. И кој е за гейминг на Stefan Plays набрзо деневи ќе имаме и стрим каде што ќе играм Squid Game сезона 3 мапи во Roblox, Fortnite, кај што има добри мапи. За сезона 2 имаш одлични, сега не знам колку и какви има, ама ќе направиме барем еден стрим, ако не интересно и повеќе, ама барем еден стрим ќе има каде што ќе играм сезона 3 Squid Game во Roblox и Fortnite. Или само едното, или само другото. Тоа беше тоа за ова видео. Пишете во коментари како вас ви се свиеше, дали вие можеби приметивте или имате некаква теорија после ова и пишете му глобала и што мислите за серијата, која оцена давате на крај за серијата како Squid Game, што ви се свиѓаше, што не ви се свиѓаше, што ве нервираше, што не ве нервираше, што се луѓето, humans are, што? Лајките го видео ако се свиѓаше, субскрајбнете се за уште видеа и ние се гледаме следното видео. Чао!